Сандокан, малезийскиот тигар, според романот на Емилио Салгари. Непријателот наближува. Свика Сандокан и го испушти својот препознатлив воинствен крик, кој одекна во воздухот и стигна до англискиот борбен едреник. Познат помеѓу сите како малезийскиот тигар, поради својата непоколеблива смелост, тој беше најзлогласниот пират во тие води. Иако во неговите вени течеше кралска крв, по убиството на неговиот татко и на остатокот од неговото семејство, и тоа од раката на англиските освојувачи, Сандокан собра неколкумина кои му останаа верни и се заколна на одмазда. Сепак, овој пат тој не беше сигурен дека неговите брзи дрвени бродови му се дораснати на моќниот непријателски брод. Всушност, со силна канонада од нивните топови, англичаните лесно ја уништија тигровата флота, принудувајќи ги пиратите да скокнат од бродовите право во морето. Тој ден, повеќето од нив ги загубија животите, додека преостанатите беа заробени. Само Сандокан успеа да отплива на безбедно. И покрај раната во неговата слабина, која при допир со солената вода го печеше како оган, со голема тешкотија, пиратот успеа да стигне до плажата во Лабуан. Тетаравајќи се упати кон густежот барајќи вода, пред да се онесвести и да се струполи на тревата. Кога повторно ги отвори очите, тој лежеше во кревет. Неговата рана му беше превиена, а до него седеше една мощна убава девојка. Не мрдај, лекарот рече дека конците на раната може да се скинат, му рече непознатата девојка. Таа имаше долга златаста коса. Сандокан се подигна на перницата и праша: "Каде сум?" "Во куќата на лордот Џејмс Гилнок. Јас сум неговата внука Маријана." Тигарот се згрози. Гилон беше англиски благородник и пријател на гувернерот, што го правеше негов огорчен пријател. Тој мораше да се осигура дека никој нема да го открие неговиот вистински идентитет, воспротивно ќе го заробеа и безмилосно ќе го убие. "Јас сум малезијски принц. Доживеав бродолом крај овие брегови," рече Сандокан додавајќи: "Ти благодарам што ме спаси." Времето минуваше и благодарение на негата на Маријана, тој полека си ја врати силата, па еден ден реши да учествува во лов на тигри, организиран од Гилнок за неговите гости. Меѓутоа, на ловот присуствуваа и некои од англиските офицери, со кој тој се бореше на море пред само неколку денови, откако ја остави зад себе. Сандокан навлезе подлабоко во џунглата и малку подоцна се најде лице во лице со страшната мечка чие име го носеше. Без да се колеба ниту миг, тој го извади својот бодеж и му се нафрли на тигарот, испуштајќи го својот воинствен вик, исто како што направи за време на битката во која беше ранет. Еден удар беше доволен за да го убие зверот, но за несреќа, неговиот вик не помина незабележан од војниците кои го придржуваа. И така, само што се врати во палатата на Гилнок, Сандокан беше заробен и заклучен во својата соба. Во меѓувреме, по битката на англичаните, неговите следбеници продолжија да го бараат по целото крабрежје на Лабун. Нив ги водеше низиниот човек на тигарот, португалецот Јанес, кој беше многу вешт во преправањето. Само што го откри дека Сандокан е жив, но заробен во палатата на Гилнок, Јанес оттрча таму и успеа да влезе представувајќи се како англиски благородник. Во палатата се одржуваше голем бал во чест на Маријана, па низ разговорот со тетинот и внуката, пиратот ги досна деталите од заробувањето на тигарот и откри каде го чуваат како заробеник. Подоцна, заедно со своите луѓе кои се замешаа со послугата, Јанес ја искористи мешаницата која настана на балот за да се искраде на горниот кат и да го ослободи Сандокан. Двајцата пријатели се прегрнаа и под превезот на ноќта ја напуштија палатата заедно со другите невини луѓе. На брегот, закотвен недалеку од плажата Лабуан, ги чекаше брод. Додека веслаа подалеку од брегот, Сандокан гледаше втрештено во палатата на Гилнок и се заколна: "Ке се вратам по тебе, Маријана." Неговото срце сега припаѓаше на убавата внука на неговиот непријател, во неговото скривалиште. На островот, момпраче,
Сандокан ги собра сите своји луѓе и организираше напад на палатата на Гилнок, која беше чувана од одред англиски војници. Пиратите стигнаа на плажата и, криејќи се во грмушките, успеаа да се прикрадат во градината од палатата. Маријана беше излезена на прошетка со својата гуверната и само што го виде Сандокан, отрча да го прегрне. Потоа, таа тргна понеко, решена да го напушти својот аристократски живот и да се омажи за човекот кого го љубеше. Англиските војници го гонеа Сандокан се до плажата. Започна страшен бој, но на крајот малезискиот тигар успеа да се качи на бродот заедно со Маријана. На зајдисонце, облечени во традиционални малезиски носии, Сандокан и неговата дама конечно ја прославија својата венчавка.